дипломиран економист, првата олимпика во карате, успешна спортистка, собственик на карате клуб, тренер, член на дел од тимот на спортската организација Sport Social Solution, советник во Агенцијата за млади и спорт и член од Комисијата за родова еднаквост при Олимпискиот комитет. Ништо не се случи преку ноќ, беше процес низ годините кој што се спознав, се го запознав каратето како спорт. Пресудниот момент беше што е индивидуален спорт, мојот темперамент и мојот карактер е она кој што сака индивидуално да се покажува и да носи одговорност за сето на кое што го прави. Каратето беше како спорт одлична платформа за сите мои врлини кои што сакав да ги покажам и вештини да може да го истакнат и мојот карактер и со мојата посветеност да дојдат сите успеси низ животот и низ кариерата. Долгите години на работа, на крајот на градата е кога ќе се видиш дека некој го препознал и го валоризирал целиот твој труд, љубовта, времето посветено на тренинзите, што преку тие награди сум мотив на младите спортистки да бидеш еден пример за успешна жена во спортот, за да можат да се согледаат и да веруваат дека еден ден трудот може да се исплати. Моите корени се тука, најголема поддршка во текот на животот во сите моменти и во целата кариера се моите родители, моето семејство. Предизвикот, целото мое знаење да го оставам тука на младите генерации беше пресудно. Со отворањето на клубот се ставив една нова цел после мојата кариера, дека искуството и сето на кое што го имам собрано од надвор, од другите земји, знаењето да го пренесам тука, да го преточам низ нови генерации кои што ќе бидат успешни и кои ќе бидат идни шампиони во нашата земја. Да, ја сум пред се сум многу среќен тренер и сум преблагодарна и пресреќна што го започнав клубот токму кога завршив кариерата. Работата со децата е преубава, сум препосветена во сето тоа, мотивирана и преблагодарна на родителите кои што ми ја дадоа довербата. Клубот веќе втора година се повеќе и повеќе растеме во секој поглед, заинтересираноста. Тоа ми дава уште поголема сила да знам дека сум на правилниот пат, задоволните лица и она кое што го гледам на тренинг е тоа што имаме многу надежен потенцијал и дечиња кои што ќе бидат идни звезди во каратето. Мудроста на постарите да ја користиме повеќе, бидејќи искуството е многу побитно од моменталната желба за успех, да останеме човечни, солидарни, да шириме позитивна енергија, да го чуваме менталното здравје и секако да останеме будни над нашите вредности.